Се развива свеста кај се поголем број луѓе дека огромни се придобивките од престој во природа, поготово ако се нудат бројни адреналински содржини во рамки на национален парк. Овие лидерски кампови кои што ги организира невладината ИМКА во Македонија, значи станува збор за национални лидерски кампови и навистина тука направивме многу во изминатава година и половина со цел да адаптираме простор соодветен за организација на ваков тип на лидерски кампови. Факт е дека и недостасуваат сместувачки капацитети во и околу националниот парк за ваква намена, меѓутоа ја стално велам, не треба секогаш да бараме изговори, напротив треба да бараме начин да ги надминеме предизвиците и да продолжиме напред со работа. А тоа е одлично кога во преградките на Баба Планина имаме за 15 степени Целзиусови пониска температура наспроти онаа на градскиот асфалт. Тоа најмногу го оценат странските туристи, кои што за националниот парк Пелистер велат дека е музејно отворено. Веќе можеме да се пофалиме со некоја посериозна понуда во делот на екоактивниот туризам. Тука би го издвел, да речеме, адреналинскиот парк во рамки на инфоцентарот, значи имаме една скромна, но доста значајна адреналинска понуда, имајќи во предвид дека во рамки на ова адреналинска понуда имаме адреналинскиот парк за деца, адреналинскиот парк за возрастни, исто така Вија Фератата, каде што со соодветна опрема и со лице кое што е обучено да води група на Вија Ферата, значи едно прекрасно искуство за битолчани, а она што како новина веќе поголемиот дел од граѓаните го знаете и новата велосипедска патека со вкупна должина 16 километри, и новата пешачка патека која што тргнува од Цапари, повторно е враќа во Цапари вдолж Цапарска река, каде што еве имаме едно ново откритие за битолчани, за оние кои што едноставно не беше посетуван доволно тој дел и не беше откриен. И сега имаме една додадена вредност на националниот парк во делот на севкупната туристичка понуда. За почетниците во планинарењето препорачано е задолжително ангажирање на туристички водич, а при престој во национален парк да се почитува правилото да не се пали оган ниту скара. Адреналин, чист воздух и социјализација. Одберете дружба со природата место со виртуелниот свет.